Македонија е одлучна во наоѓањето решение за деблокирање на евроинтеграцијскиот процес, изјави денеска министерот за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Муцунски. Ние немаме алтернатива освен да бараме решение. Но тоа што ја уверувам македонската јавност е дека било кое решение ќе биде во рамките на принципите и постулатите кои што владата јавно ги има кажано и јавно ги има представено. А дали работиме за решение, секако. И не сме престанале да работиме за изнаоѓање на праведливо и одржливо решение во последните 2 години. Постои ли тивка и невидлива дипломатија во барањето решение? И не би сакал тука да мисли некој дека нешто криеме, дека ние имаме постојана комуникација и со земите членки на Европската Унија, и со институциите на Европската Унија, а имаме средби и со Бугарија, за кои што исте информирани за најголем дел од тие, па не за најголем, за сите средби, е јавноста информирана, каде што меѓу другото се зборува за изнаоѓање на решение. Така да, содржината на тие разговори и деталите на тие разговори секако не ги представуваме поединечно пред јавноста, бидејќи доколку деталите ги представиме поединечно, тогаш би воделе преговори и разговори пред јавноста и тоа не би донело до никакво решение. Дали поместување од мртва точка има? Јас мислам дека има позитивен импулс за изнаоѓање на решение, но нема решение кое што можеме да го представиме пред јавност. И дури за нешто не се согласат сите страни вклучени во било кој процес, тогаш имате само разговори. Така да јас во овој момент не би сакал да се претворам во рецензент на прашањето дали сме блиску или далеко од решение. Јас тоа што сум го кажал повеќе пати ќе го повторам и денес. Имаме разговори и со представници на земите членки на Европската Унија, и со представници на институциите на Европската Унија, и со соседна Бугарија. По Гостивар, Валандово и Лешок, сега и Крушево е со небезбедна вода. ВМРО ОКГ ја труе Македонија. Излегува денес со обвинение од СДСМ. ВМРО ДПМН пак сметаат дека молкот на СДС, Дуи и Таравари за градоначалникот на Гостивар, Валбон Лимани, е признание дека го штитат. Додека Мицкоски свечено отвара базен во Кавадарци, половина Македонија нема безбедна вода за пиење. Гостивар, Валандово, болницата во Лешок, сега и во Крушево, водата е бактериолошки неисправна. За само неколку денови имаме 4 града со загадена вода за пиење. Ова е најдраматичен доказ за целосниот системски распад на здравството. По скандалот со водата во Гостивар, најгласен е молкот на СДС, Дуи и Таравари. Ниту осуда, ниту барање за одговорност, ниту повик за оставка од нивниот кандидат Валбон Лимани, кој јавно изјави дека не чувствува никаква морална одговорност. СДС, Дуи и Таравари молчат затоа што Валбон Лимани е нивен кандидат и го штитат преку нивните обвинители и судии. Молкот е доказ дека за СДС, Дуи и Таравари партиската припадност е поважна од здравјето на граѓаните. Христијан Мицковски денеска ја заокружи долго најуваната реконструкција на владата. Во собранието за нов министер без ресор беше избран председателот на Демократската партија на турците Зулфикар Зейнула. Изборот на Зейнула беше одвоен од останатите новоизбрани членови на владата пред неколку дена, за да се запази правилото на реконструкција на најмалку 1/3 од министрите, што може да ја предложи премиерот. Доколку и Зейнула беше во тој пакет, тогаш тоа ќе беше предлог за избор на нова влада, што е сосема различна процедура. Затоа денес пред вас не барам поддршка само за еден кандидат, барам поддршка за принципот дека институциите треба да ги водат луѓе кои можат да понесат одговорност, да носат одлуки и да работат во интерес на сите граѓани, без разлика на нивната етничка или политичка припадност. Нашата држава денес има потреба од стабилност, има потреба од институции кои што функционираат, има потреба од луѓе кои нема да ја трошат енергијата на политички пресметки, туку ќе ја вложат во решавање на проблемите на граѓаните. Бројот на лица кои бараат работа и се пријавуваат во Агенцијата за вработување во Македонија континуирано се намалува. Од почетокот на годинава секој месец агенцијата бележи пат на невработените.
На почетокот на годината имало 90.214 невработени граѓани, а веќе во февруари бројот се намалил на 89.340 невработени. Во март има ново намалување и тогаш вкупно невработените биле 88.661 граѓанин, а веќе во април нивниот број се намалил на 87.621. Трендот продолжил и во мај месец, кога биле пријавени 86.116 граѓани кои се невработени, што е намалување за 4.000 лица. Бројките на агенцијата покажуваат дека најтешко се вработуваат лицата кои остануваат подолги години под заводот и лицата кои се повозрасни. Најголема група меѓу невработените лица се оние кои бараат работа од 5 до 7 години. Веднаш зад нив се оние кои бараат работа над 8 години и третата група на најмногу пријавени невработени се оние што туку останале без работа. Статистиката покажува дека лицата на возраст над 55 години, како и оние над 60 години, кои имаат само неколку години до пензионирање, најтешко можат да најдат нова работа, во случај да станат невработени. Групата на граѓани на возраст меѓу 55 и 59 години е најбројната група меѓу невработените пријавени граѓани во Агенцијата за вработување на Македонија. Без оглед на позитивниот тренд, невработеноста и понатаму е проблем, поради што владата за оваа година промовираше пакет мерки за самовработување во висина од 40 милиони евра. Стимули има и за компаниите кои ќе вработуваат, а специјален додаток е предвиден и за младите повратници од странство кои со работа сакаат да продолжат дома. Албанската полиција употреби созавеци водени топови за да ги растера демонстрантите кои протестираа пред парламентот во Тирана против туристичкиот проект поврзан со американскиот инвеститор Џаред Кушнер. Тензијата ескалираше кога дел од насобраните почнаа да фрлаат јајца, пластични шишиња и други предмети кон полициските службеници. Судирите на 23 јули представуваат една од најсериозните ескалации во протестите што речиси 2 месеци се одржуваат во Тирана и на крајбрежните области на Албанија. Во последните неколку недели од различни делови на Бугарија пристигнуваат извештаи за големи инвазии на скакулци. Гигантските инсекти слетуваат насекаде, влегуваат во дворови и балкони, луѓето не се осмелуваат да отворат врати и прозорци за да ги проветрат своите домови. Во селата се загрижени за штетите врз посевите. Присуство на скакулци е особено силно во областите Пазарџик, Пловдив, Благоевград, Софија и Сливен. Од Центарот за проценка на ризикот од Синџарот на исхрана посочуваат дека сезонската појава е природна и дека нема опасност од последици. Белочелните скакулци не се отровни, не напаѓаат луѓе, не пренесуваат болести и не се очекува да предизвикаат економски штети кај земјоделските култури, велат експерти. Во понеделник наутро ќе штрекуваат грчките царински службеници на граничните премини, соопшти Македонското министерство за внатрешни работи. Согласно информациите добиени од надлежните органи на Република Грција на 27.7.2026 понеделник е најавен штрајк на царинските службеници на грчките гранични премини Евзони Богородица, Дојран Дојрани и Ники Меджитлија во периодот од 5 до 9 часот по македонско време, односно од 6 до 10 часот по грчко време. На наведените гранични премини патничките возила ќе се пропуштаат на секој 10 минути, додека товарниот сообраќај ќе биде целосно во прекин за влез и излез од Република Грција. Во тек е генерална комунална реконструкција на улици во 4 штипски населби, каде повеќе од 50 години немало градежни активности, кои би ги решиле комуналните проблеми. Етапно, од улица по улица, верувам дека до крајот на летото ќе го изасфалтираме и ќе го изреконструираме. Целиот потек од практично црвените и зелените кули, народски кажано, до Мирјанина црква. Тоа се неколку населби или местноста Белобродо, местноста која опфаќа дел од Леваците, дел од населбата Леваци и од Света Недела и Дузлачки рид, со комплетно промена на подземната инфраструктура, водовод, канализација и асфалтирање. Асфалтирањето на кракот од улицата Христијан Карпош завршува денеска. Во следните денови ќе се навлезе на улица Рудо, улица Асном, улица Колене Делковски, кои се како останати 3 улици кои треба комплетно да се реконструираат во населбата Леваци, а веднаш потоа, по завршувањето на овие 3 улици, ќе се продолжи со реконструкцијата од населба Леваци до Мирјанина црква. Целиот тој потек ќе биде целосно реконструиран затоа што е многу амортизиран и имаме потешкоти и отежното движење заради
дупките, прекопите, честите дефекти на водоводната линија, несоодветните инсталации кои со годините наназад биле таму положени и слично. Јорданов повторно со апел за трпение. Имајќи во предвид дека населбата Леваци, местноста Бело Брдо, целата инфраструктура која денес ја реконструираме е правена во 70-тите години, пред повеќе од 50 години, што значи дека оваа инфраструктура и овој зафат во минатото можеле да го направат, низа на локални власти никој не се одлучил на ваков начин со темелна реконструкција да го направи, можеби не само заради немањето на средства, туку и заради нервозата која се создава кога се работи. Но се одлучивме секоја улица да ја работиме темелно, со целосна реконструкција за да служи за идните генерации. Споменатата реконструкција во овие населби чини повеќе од 1 000 000 евра. Повеќе од 1 милион евра се одвоени средства за сите овие населби кои ги споменав, кои ќе бидат опфатени со целосната реконструкција на повеќе од 6-7 улици во населба Леваци, во местноста Света Недела и Дузлачки рид, и како што ги напоменав пред малку, улиците кои веќе се завршени, тоа се улицата Питу Гули и улицата 11 октомври како дел од местноста Бело Брдо. По силното невреме и 3 дена неизвестност, жителите од штипското село Лакавица добија струја. Во Чешиново, Блешево, на расчистување и санирање на штетите се работеше денонокно, бидејќи таа беше една од најпогодените општини. Во овој момент можам да кажам дека снабдувањето со електрична енергија е нормализирано по сите населени места. Остануваат уште неколку индивидуални проблеми, паднати мрежи од дистрибуцијата на електричната мрежа, кои што треба да се санираат и ќе бидат во текот на денешниот ден конечно целосно санирани и можеме да кажеме дека цела општина е веќе покриена со снабдување со електрична енергија. Патиштата се проводни локални улици од дрвета кои што беа паднати, јавното комунално предпријатие интервенираше и ги отклони сите пречки кои што беа на патиштата по населените места. Ураганскиот ветер и дождот сериозно и со големи штети го пореметија секојдневието во Лозово, каде општината прогласи елементарна непогода. Во општина Лозово се одржа вонредна седница на која едногласно беше донесена одлука за констатирање на елементарна непогода како последица на силното невреме што ја зафати нашата општина. Во исто време формиравме комисија за проценка на штети, која што ќе биде составена од 3 тима кои започнуваат со работа на терен. Нивна задача ќе биде во најкраток можен рок да ги евидентираат и проценат сите пријавени штети кај домаќинствата, земјоделските стопанства и останат имот. Така да ќе искористам оваа прилика да ги повикам сите граѓани кои претрпеле материјална штета, своите барања да ги достават до општина Лозово најдоцна до 27 јули, односно во текот на денешниот ден и понеделник, за да можеме навремено да спроведеме законската постапка за проценка. Големото невреме проблеми му донесе и на Штип, предходно на Делчево, но и во други општини. Но јавните предпријатија и во многу случаи граѓаните беа брзи и ефикасни. Предходно пред непол месец делови од регионот, особено Штип и Пробиштип, силно страдаат пожари. Во Штип останаа уништени многу имоти, изгоре куќа, исто како и во Пробиштип, каде штетите беа големи. Министерот за локална самоуправа Иван Стојковиќ денеска имаше блицредба и заедничка пресконференција со градоначалникот на општина Кочани Владко Грозданов, каде споделија значајна информација поврзана со повредените во дискотеката Пулс за нивното понатамошно лекување. И од нивна страна ми беше сугерирано дека они комуницирале со нивните лекари во Србија и лекарите им рекле дека доколку до септември не се одвие последната фаза од нивното лекување, тогаш настанува така наречено задебелување на кожата и тогаш настануваат посериозни последици, односно не ќе може да ги употребуваат прстите, раците и слично. И во тој аспект потребна е некаква хируршка интервенција која мора да се случи најдоцна до септември. Јас си мети дека ќе разговарам со дел од раководството на Србија и дека ќе се обидеме да ги разрешиме проблемите, затоа што проблемите настануваат во оној момент кога
Фондот за здравство на нашата држава и Фондот за здравство на Република Србија немаат никаков договор со кој на некој начин би се ретрансферирале средства за тие операции, а тие операции се поприлично скапи. Јас разговарав со државното раководство на Србија и имав среќа уште од првиот разговор во тек на еден ден да го условно кажано разрешиме целиот проблем, да прифати и српското државно раководство медицинскиот третман на децата кои се повредени во Белград да се одбива на сметка на Фондот за здравство на Република Србија. Веднаш за тоа го информирав нашиот премиер. Премиерот веќе стапи во контакт со српската влада, веќе се формирани тимови на ниво на Министерство за здравство и на ниво на фондови за здравство и работата е ставена во колотечина. Градоначалникот Грозданов ја искажа својата голема благодарност до министрот за брзата и ефективна реакција, која може да биде од исклучителна важност за успешно заздравување од последиците од трагедијата. Министерот за локална самоуправа Иван Стоилковиќ денеска престојуваше во работна посета на општина Зрновци, каде оствари средба со градоначалникот Ванчо Митев, а изврши увити во основното училиште Синиша Стоилов, каде со средства од Министерството се врши реконструкција на дел од објектите. Градоначалникот Митев изрази благодарност за оваа значајна инвестиција, потенцирајќи го незиното значење. Проектот е финансиран преку Министерството за локална самоуправа од програмата за намалување на диспаритетите помеѓу планските региони, а се реализира со поддршка на Центарот за источно-плански регион. Средствата се во висина од 4.600.000 денари и со реализација на овој проект, значи ќе се подобрат условите како за учениците, така и за наставниот кадар во самото основно училиште Синиша Стоилов. Министерот Стоилковиќ истакна дека е дојден да се увери во реализацијата на проектот и дека средствата се трошат наменски и ефективно. Многу ми е драго што покрај градоначалникот е присутен и директорот на источниот плански регион и дека тука се присутни и изведувачот и надзорот на работата, затоа што рокот е до крајот на годината, а она што успеав да забележам во изминатите денови или во првите денови од работењето, дека на многу проекти, на многу места во државата се доцни. Дојдем се тука и на градоначалникот, и на изведувачите, и на надзорот да им порачам дека кога станува збор за трошење на пари од Министерството, дека сето тоа мора да биде брзо, ефикасно, транспарентно, да се почитуваат роковите, затоа што немаме време и не сме во состојба да трпиме никаков башибозок, односно никакво неисполнување на обврските преземени со тендерите и со сето она што значи инвестиција во подобрување на условите, пред се дека станува збор за учениците на основно училиште. Значењето на овој зафат за учениците и воопшто за општината го истакна и директорката на основното училиште Синиша Стоилов, Слагена Гаврилова. Оваа доградба ќе овозможи и ресурсна соба за учениците со посебни потреби, што е најважно. Мултимедијална просторија, последната најгоре која што ќе биде, која што е исто така важна поради проектите и STEM активацијата на учениците, целосната концепција да се затвори со сите потреби на учениците од 1 до 9 оделение и една училница која ќе биде дополнително едносменското работење и кабинетското работење да бидат овозможени во училиштето. Министерот Стоилковиќ на крајот нагласи дека сите општини ќе имаат поддршката на Министерството доколку ги користат средствата ефикасно и одговорно, во интерес на пошироката заедница. Во богатата пазарна понуда во Штип денеска вниманието и реакцијата од граѓаните е насочено кон популарната пченка, односно класијата. Тие денеска се продаваа по цена која на најголемиот дел не им се допаѓаше. Класијата се скапи, значи 3-4 за 100 динари, значи таму килото испаѓа 200 динари и повеќе. Значи класијата скапи се. Од друга страна, ваквата цена продавачите ја објаснија на следниот начин. 3 за 100 не би требало да биде. Кога е 30 парче. Може да го намалят, може да даде 3 за 80. Цените на останатите артикли овој пазарен ден беа по мерка и на купувачите и на продавачите. Во однос на вие 2-3-5 исти се цените. Средени. Сега, кој си зима поубави плати, добар. Кој зима помал, па гледа си поевтино. Кој има пари е ефтино, кој нема пари е скап. Како и секој пат. Има и за по-сиромаси, по-лоша роба, а и за по-богати, по-убава роба. Средно. Што значи тоа средно, да речеме домати пипирки како?
Се убаво. Не е скап сега моментално. Што не е скап? Па ништо, се има поевтино. Денеска наистина се пристапни цените за сите граѓани. Меѓутоа, се може да се промени, но многу брзо и тоа најмногу во цената на доматите. И колку се очекува да биде? Па ја мислам дека испод 70 нема да падне. А што е причината? Причината е сега, јас текој како тоа кажувам. Сега веќе струмичани немат патиџани, нашите додека да излезат патиџани, ќе имаме еден вакуум. Оваа најава уште од сега предизвика реакции. За нашите пензии е во скап живот. Што е скапо? Па се. Заедничкиот коментар за скапо и ефтино е следниот. Се разбира, доколку успеете да разберете зашто станува збор. Кој работи и значи тоа не знае, а кој јаде онака знае. Отежешо скап бил пазар јокова. Двајцата лажни полицајци кои оперирале во Штип се уапсени од полицијата и против нив е поднесена кривична пријава. ЕДЖ од Штип на 22 и ДС од Псача исто така на 22 годишна возраст, извесен период оделе од врата на врата, представувајќи се како полицајци барејќи начин за кражби и измами. Во една прилика биле сомнителни и пријавени од граѓани, пошто полицијата го завршила својот дел од работата. Во Кочани, 55 годишниот ТЈ, вработен во јавното комунално предпријатие Водовод Кочани, се здобил со повреди при пат од висина во Кочани додека извршувал работни задачи на мостот на Кочанска река. Во текот на вчерашниот ден во Штип беа регистрирани 2 пожари на паркирани патнички возила. На улицата Маршал Тито се запалило возило Волво со штипски регистарски ознаки, а вториот пожар избувна на возило Форд со први штипски таблички во кругот на клиничката болница Штип. Во двата случаи нема повредени лица, а пожарите беа брзо изгаснати од екипите на територијалната противпожарна единица Штип. Полицијата извршила увид и ги утврдуваат причините за настаните. Покрај ова, СВР Штип во текот на вчерашниот ден евидентирал и повеќе сообраќајни прекршоци. Кога мостот Шиукоуси, познат и како надвозник Шиукоуси, бил завршен во 1997 година, брзо се нашол во средиштето на необичен стамбен проект. Наместо просторот под него да остане празен, градските власти го претвориле во место за живење. Властите во Гиујанг се соочиле со недостиг од достапно земјиште за станови со пониска цена. Затоа решиле да го искористат неискористениот простор близу центарот на градот за жителите да имаат лесен пристап до урбаното јадро. Компромисот бил очигледен. Зградите што се издигале до самиот мост морале да живеат со бучева од сообраќајот и со вибрација од возилата над нив. Утре времето сончево, со температури кои ќе се искачат до 28 степен. Ветрот ќе достигне брзина од 19 км на час. Влажноста на воздухот ќе биде 26%. Температурите по градови се следните. Штип и Карвенци со по 28 степени, Пробиштип 27, Чишиново Облешово 28, Кочани 27 степени. Виница и Македонска Каменица со по 26 степени, во Делчево 25, Пехчево 22 и во Берово максимални 23 степени. Според православниот календар, утре е ден на светите великомаченици Прокло и Иларии. Во католичкиот е ден посветен на светиот апостол Јаков.